Здраво на сите. Во овој видео ќе пробам да ви ја прикажам играта на која што работам во последните неколку месеци. Во принцип, играта е нешто помеѓу супер casual и пазл игра. Потсеќа по малку на Match 3 игра, но во Match 3 игрите идејата е да сврзувате ист тип на топчиња, квадрчиња, што и да се. А кај мене е сосема спротивното. Значи идејата ми е да поврзувате баш различни. Значи имате три бои на топчињи, или што ги викаме електрони: зелено, црвено и плаво. Зеленото може да го поврзувате со црвено и плаво, црвеното со зелено и плаво, а плавото со зелено и црвено. Исто така, додатна механика во играта е правењето на триаголници, што ги викам јас, значи поврзувањето на трите бои во затворена конекција, значи ако ова не тука плаво, име зелено, црвено, плаво и пак зелено, и со тоа ни се активира Score Multiplier. Score Multiplier со секој нареден триаголник, додека трае, значи трае 10 секунди, ако направиме уште еден, од 2 се зголема на 4, од 4 на 8, од 8 на 16, 16 е максимум. Значи кога имаме активен Score Multiplier, поените што ги со секоја конекција се добиваат пута 16 број на поени. Иницијално, како што е сега, значи со секоја конекција добивате 1 поен, а значи кога ќе ви е максимум скоро мултиплеерот активен, тие добивате 16 поени за конекција. Значи, ова некога прв пат ја стартуваме играта, ни се појавува How to Play, инструкција за играта. Сликите што ги гледате се и текстовите се стари, треба да се ажурираат, но тоа чекам кога ќе биде финалната верзија и да го направам се да изгледа како што треба. Исто така тука место слики планирам да има видео, но за тоа потом што ви рекле. Значи тоа е тоа. Извртеме, тука и фали некоја слика, ова го ствараме. Исто така во играта имаме и power-up-и. Имам 4 power-up-и моментално. Slow motion, прочитате текстот, значи може да го отклучите и после од кога ќе го отклучите може да ги апградирате. Значи slow motion е играта со како што играме цело време брзината на движење се зголемува. Кога ќе активираме slow motion power-up-от, брзината на играта во тој момент ќе се намали точно на половина. Значи колку и да е брзината, колку и на почетокот ќе е поспоро, ако го активираме, таа брзина ќе биде на пола. Кога одиме побрзо, таа брзина ќе биде на пола. Значи кога ќе го отклучиме со парички, купувам парички 10.000, unlock, окей. Значи сега може да го апградираме. Значи ова ни е траењето, иницијално трае 6 секунди, а ова ни е со секоја конекција колку енергија ни се полни за power-up-от за да може да искористиме пак. Значи сега иницијално ни треба да собереме 20 конекции за да го активираме пак. Ева, ќе ставим уште еднаш, значи сега моментално 10 конекции, пошто секоја конекција по 10% енергија и ќе имаме 100% енергија, може да го активираме пак и ќе трае 6 секунди. Откога ќе го отклучиме, значи пошто се 4 power-up-и, а има само 3 слота, значи треба паметно да береме доколку сите се отклучени, кои ќе ни бидат активни. Ева го ставаме овој. Наредниот го викам Time Travel. Значи во играта услови за да загубите кога ќе пробате да се сврзате на ист тип, иста боја на електрони или топчиња. Значи ако сте на зелено и пробувате да се поврзате на зелено, губите, или ако сте на зелено и пак го кликнете истото зелено топче, исто како да пробувате да се поврзувате на иста боја, значи повторно губите, или доколку тоа што ви е активно топче, електрон, ви избега од екранот нагоре и во тој случај губите. Со овој power-up, значи кога топчето ќе дојде, да речеме тоа активното ви доаѓа горе и брзината на играта е многу брза и немате време да реагирате, го активирате power-up-от и сите што се електрони ќе се вратат за одредена дистанца надолу. Идејата ми е овој power-up и автоматски да се активира кога ќе топчето ќе дојде горе и кога сте момент да изгубите. Тоа уште не е направено. Еве ќе го вклучиме и тој. Значи овој се апградира дистанцата која сега се врати назад. Значи малку
без везе да се обясни што е дистанца и колку е 3, колку е 4, колку е 5. Најверојатно ќе го променам тоа да биде нешто по-описливо и со повеќе значења. И исто како во претходниот Power Up, бројот, количината на енергија која се зголемува, но кај овој Power Up не е со конекции, туку е со број на триаголници. Значи со секој направен триаголник или триаголниста конекција или како другаш не знам да кажем, не сваќате што зборам, ќе се зголеми на Power Up, ќе се пополне 15% енергија. Еве, сега имаме 20, значи со 5 триаголници енергијата ќе ни дојде 100%, докато претходно било 0 и можеш истиот Power Up да го искористиме повторно. Еве, ќе го ставиме и тој. Наредниот Finder. Овој Power Up ние кога ќе го активираме, значи овие двата се претходни со енергија, а овие двата имаат колку пати може да ги искористиме. Исто така и тие се полни, место енергија им се полни количината, колку пати го имаме. Овој Power Up Finder во суштина кога го активираме автоматски ни поврзува до наредниот најблизок електронаборското топче. Значи ако сме на зелено и сме во хаос, играта оди многу брзо, го активираме и играта автоматски ќе ни поврзи доколку има, да речеме, црвено или плаво, ќе не поврзе на тоа. Значи под моментално активно топче нагору не бара, значи бара надолу. Еве и тоа ќе го отклучиме. Значи мислам дека овие текстовите тука за апгрейд не се точни. Тука може да апгрейдираме колку иницијално имаме count и колку конекции ни се потребни за да добиеме уште едно од Power Up. Значи иницијално имаме 3, на секој 20 конекции имаме 4, пак 25, 6 и се намалуваат и се зголемуваат. Тоа ќе го ставиме и овој последниот ние, значи, како што реков, додатна механика во играта е правењето на триаголници, зашто ни е потребна трета боја. Значи со овој Power Up, доколку играме и ни спаѓаат црвени и зелени, нема плаво на видик, го активираме Power Up-от и наредниот електрон што ни доаѓа, кој да е, значи ќе биде плав. Позади тоа како функционира е, наредниот електрон што не се гледа, а е под камерата долу, ќе биде трансформиран во плав и ќе испадне и тогаш може да направиме триаголник, мултиплеер и така натаму. Значи овој како претходниот, апгрейдите му се слични. Бројот иницијално колку имаме и на колку конекции во овој случај добиваме нов Power Up. Пошто може да имаме 3 активни, да речеме дека овие ќе бидат, овој ќе ни е вишок. Најверојатно иницијално кога ќе пуштам играта ќе има 2 слота, а не 3, пошто имам само еден, вака ќе останат да има 2 да се направи. Да видиме практично како функционира се, значи ова ни е туторијалот. Музиката, значи ве учи на основната механика што е за поврзување на топчењето. Значи вие кога берете го порете го пред правило, вие кога берете го наредниот и гледате да е различна боја. Од црвено одиме на плаво, пак одиме на црвено, пак одиме на плаво, пак одиме на зелено и сега вика може да продолжите. Значи овие туторијал веќе не може да ги кликаме. И идеме. Имаме триаголник, скор мултиплеер, уште еден триаголник, други 3, уште еден. И да пробам Power Up, slow motion, кој што гледате се успори брзината на пола, трае одредено време и ќе се врати на колку била иницијално брзина. Че изгасам музиката само. Така, боле. Играме. Time travel, значи се не се враќа назад. Овие што се квадрчињата од страната ни индицираат кој Power Up го имаме активен и моментално може да го искористиме. Што гледате, сега ни има останато само Finder. Сега ни се пополни slow motion. И значи имаме сега два, пошто се долу Power Up-ите, малце незгодно да гледате долу кој ви е активен и тоа енергијата ни е
малко ситна и не може точно да знае, може някакво сме на 90% или 95% или нещо, не знам. Ние мислиме дека сме 100, затоа овие индикатори се многу попрактични. Пак slow motion. И како што гледате исто така во играта позадината ни се менува во бојата на моментално селектираното топче, се удара на плаво, се како што гледате смени на зелено, црвено, плаво. Исто така и позадината на мултиплеерот горе се менува во бојата на активното електрон. И како што гледате на активното електрон, исто така имаме бело од страната, белото outline, што значи дека баш тој ни е активен. Ако изгубиме, имаме revive. Може да продолжиме пак со тоа ќе начини 50 coins. Океј. И времето ни помина, пошто имаме одреден број на секунди за кои може да стиснеме revive. Ако не стиснеме, ни се пали game over и треба да играме однови. Така што гледате, тука имам некој баг. Стиснав revive, меѓутоа времето тече у позадината уште, јас наловав yes и после кога истече времето ви се појавува game over. Имате replay, home, што гледате ни покажува колку скор сме направили вкупно, број на конекции, што гледате скорото е различно, број на триаголници, колку време сме играле и coins reward. Идејата за сите овие податоци што ги имам тука на овој екран е да има мисии или левели, каде што ја речеме ќе имате барање да направите одреден скор или да направите одреден број на конекции или триаголници или за одредено време да направите нешто од овие трите. Исто така што заборавив да спомнам е играта на одреден број на конекции, мислам моментално дека е на 100, дава по 100 парички. Така да не е поентата играта да бидете подобри во неа ако давате пари, значи трошите реални пари за да купувате in-game currency да ги градирате, туку играта колку повеќе игра ви дава парички, со тие парички може да апградирате power-upите и да бидете исто толку добри колку тие што даваат пари. Исто така ќе има валјда и daily reward, може да оваа бројка ќе биде и поголема, мислам дека идејата ќе ми биде да давам одреден број на парички со секоја завршена мисија и тоа е во принцип тоа мислам. Има тука додатно мени, не знам дали го покажав ова. Quit, settings уште гледате. Ова го видовме мислам. Сторот со паричките, no ads го има и горе. Play, кој што видовте, може да идете home, во позадина се гледа активната сесија, стискаме play, може да идеме нова сесија, да продолжиме претходната. И во принцип мислам дека тоа е тоа. Значи ќе има, како што реков, и мисии, што кога ќе стиснете play, валја ќе ви се одбира ќе ви се појави поп-ап да берете модна игра и после дали нова игра ако има сесија, или да продолжите, или докато нема сесија, кој што е сега директно ја пушти во играта. И во принцип тоа е тоа. Фала и поздрав!